По откривањето на автомобилот натоварен со плински боци во близината на Богородичната црква и на перфектурата на полицијата во Париз, истражните органи претвориле повеќе лица. Во рамките на истрагата што ја водат антитерористичкиот оддел на бригадата за криминални дела на париската полиција и дирекцијата за внатрешна безбедност, биле уапсени две двојки. Едната од нив била уапсена на одморалиште на автопат во близина на Оранж и била на пат да замине за Шпанија. Станува збор за маж на возраст од 34 години и жена на возраст од 29, а и двајцата и биле познати на полицијата поради нивните симпатии за исламската држава. Втората двојка била уапсена во близината на Монтруш во Луаре. Предходно, приведен беше и сопственикот на автомобилот, но потоа тој беше пуштен. Ваквата истрага доаѓа од како во еден паркиран автомобил беа откриени 7 плински боци, од кои 6 полни, како и 3 шишиња со нафта. Иако во возилото немало механизам за палење, експертите соопштија дека би бил доволен еден молотов коктел за автомобилот да експлодира. Во вторникот, францускиот премиер Мануел Валс изјави дека терористичките закани се големи како никогаш досега, а деновиве по протерувањето неколку мароканци во Мароко од Мец, мароканскиот печат пишуваше дека тие лица планирале терористички напади во Франција. Турски и американски воени сили заедно ќе делуваат против силите на исламската држава во Рака со цел да ги стиснат од тоа нивно сириско упориште. Ова го изјави турскиот претседател Реџеп Тајип Ердоган, кој дополни дека таквата акција била предложена од американскиот претседател Барак Обама за време на нивната средба на самитот Г20 што се одржа во Кина. Американскиот Стейт Департмент првично не ги потврдува деталите од изјавата на Ердоган, но еден американски функционер изјави дека е важно локалните сили да бидат вклучени во борбата која води до трајно уништување на исламската држава. Федералната разузнавачка служба на Германија БНД и Федералната служба за заштита на уставот БФФ планираат следната година да одвоат десетици милиони евра за нови програми за справување со кибернапади и со тероризам, објави весникот Süddeutsche Zeitung. Според пишувањето на весникот, безбедносните служби планираат значително да ги зголемат своите можности за дешифрирање на кодирани повици и пораки. БНД планира да вложи околу 73 милиони евра во проект за следење на комуникациите, а само 21,25 милиони евра се предвидени за проектот со име Panos, со кој се следат услуги за пораки како што е сервисот WhatsApp. БНД добила и дозвола да го зголеми бројот на своите соработници на 470 лица. Агенцијата планира и да го прошири наблюдувањето на екстремистите и да превземе дополнителни мерки за сузбивање на киберзаканите. Тројца спасувачи и еден пациент загинале кога доцна синоќа се урнал хеликоптер на итната помош во Словачка. Спасувачката служба Air Transport Европа соопшти дека хеликоптерот се урнал во близина на селото Стрелники, набрзо откако леталото полетало кон локалната болница со пациентот со скршена нога. Портпаролката на спасувачката служба Зузана Хопјакова изјави дека потрагата порнатиот хеликоптер траела повеќе часови и дури рано утринава бил лоциран во густата шума. Се уште не е позната причината за падот на хеликоптерот, кој се урнал на околу 240 км од Братислава. Во областите на Солун и на Пелопонес прогласена е вонредна состојба поради поплавите предизвикани од дводневните поројни дождови. На состанокот на владина делегација одржан во градот Каламата, било одлучено да се преземат вонредни мерки поради поплавите во кои досега животот го загубија 4 лица, а едно се смета за исчезнато. Во меѓувреме, спасувачките тимови успеа да извлечат 24 лица во Солун, 29 се спасени во Лаконија и 21 во Месинија.